Извинете што морам вака вонредно да се вклучам. Преска бев во Алфа, снимавме со Бетмен тоа емисијата за вечер, неговата емисија што оди, во 10:30 што ќе биде, но после тоа се дозна од кога завршивме со снимање, штета што не ја дочекавме таа информација што излезе од бугарските медиуми, да коментираме тоа, ќе беше тоа главна тема. Бугарските медиуми објавија дека трите најголеми партии во Европскиот парламент го изфрлиле македонскиот јазик од извештајот за напредокот на нашиот напредок во ЕУ. Значи не е веќе више ни модерен, ни современ, него тотално го изфрлиле македонскиот јазик како термин внатре. Премиерот тоа многу добро го опиша на пресо, дека е тоа баш талибански начин на делување, крајно селективен, крајно фашистички. Сите се сложуваме со тоа, но излезе токму онака како што кажав и пред не знам колку денови беше, дека можне да се очекува дека бугарите ќе успеат да излобираат да повторно да се направи сериозен атак врз нашиот идентитет. И мислам дека ако е ова точно како информација што го тврдат бугарските медиуми, дека, а веројатно е точно, дека веќе маските целосно падна, јасно ние со кого си имаме работа, јасно ние со кого сме имале работа сите овие 35 години, скоро. Така што нашата влада, македонската влада, премиерот Мицковски, има полно право да ги отвори сите можни врати, излези наши, да си го бараме чарето на друго место, со други луѓе, со други екипи, со билатерални спогодби, договори, затоа што со овој потек, пак ќе кажам, ако е точно, не е официјално потврдено, но верувам дека е тоа така, фактички Европската Унија најбрутално ни ја затвори вратата пред нос, тоест најбрутално ни кажа дека или ќе исполниме ултиматуми уцени, или воопшто не смееме да помислиме да бараме од нив некакви си отварање на преговори, на кластери, на мастери, такви 300 глупости и тракатанци. За жал, тие самите не ја сваќаат големината на грешката која што ја прават, на нивниот греф, не сваќаат каков раздор овој потек може да донесе токму кај нив, колку е ова штетно за нив како Унија, затоа што е директно газење на нивните принципи, вредности, копенкашки критериуми и така натаму и така натаму. Ке мора да се соочат еден ден со таа цена и касно ќе сватат каква цена ќе платат, затоа што си играле ташак со една во нивните очи мала држава, мал народ, кои што сметаа дека лесно може да го стават под нозе и со него да го прават што сакаат, да го месат како тесто, како пластелин. Премиере, тоа го кажав и во емисија кај Бетмен, тоа што го кажа на кос во лице, очигледно еве ги ефектите од тоа, кога тоа го кажав и во емисијата на Бетмен, тоа беше во суштина една државничка изјава, но во суштина многу опасна, затоа што тоа го кажам таму во емисијата, затоа што знам дека таа твоја изјава предизвика голем бес кај бирократите од ЕУ. Тие такви работи не простуваат. Гледате веднаш, ако е ова точно што го тврдат бугарите, во каков одговор дојде нивниот бес, нивниот бес поради тоа што во очи им беше кажано, кога беше тука Марта Кос, во очи им беше кажано дека повеќе нема да ги трпиме како држава нивните курназлаци и нивниот цинизам кон нас. Твое, како премиер, овој пат ќе кажам и како државник, да делуваш, да продолжиш да одиш по тој пат, да делуваш според интересите на македонскиот народ, а ние, како народ, сме тука да помогнеме, да застанеме на иста страна сите, да се сплотиме. Јас мислам дека сите македонци кои што се чувствуваат така и кои што се чувствуваат навреден од ваквиот однос на Европската Унија и од тоа понижување кој што го доживуваме
уназад години, особено последните денови, дека ќе проработи кај секој од нив она патриотско зрно и дека ќе сватат дека веќе за политиканство и некои политички заврзлами и ситничарење дека повеќе нема место и дека конечно треба сите едногласно да почнеме да делуваме и да бараме некоја нова алтернатива, нова опција. Не се плашете како власт да тргнете по еден таков пат. Тоа го кажав и у тоа обраќање кое зборував за пленарната седница, која што кај што токму ова требаше да се случи, што го најавуваа дека се случило веќе. Така што реков дека ако тоа се случи на вистина, дека повеќе не треба да се премислуваме ни секунда, туку треба да преземеме радикални мерки во нашето позиционирање во надворешната политика и да си бараме чаре со други алтернативи, како што реков, со други држави со кои што ќе сакаа да изградиме рамноправен партнерски однос. Не треба да се плашиме од било какви санкции или затварање на вратите на таа така наречена унија, која што во суштина е збирштина на профашистички бюрократи кои што работат за интерес на 3-4 големи држави кои што се внатри, останатите кои што само ги користат ресурсите кои што им ги нуди таа унија за дополнително богатење, додека народите во тие помали членки на унијата, знаете колку имаат иселувања у последниот кога се станате членки до денес. Милиони млади им се иселуваат надвор, така што е безпредметно да се зборува на таа тема. Не се ваше е да одиграте на оваа патриотска линија, да застанете цврсто, нема од што да се плашите. Народот, се надевам, ова подметнување, оваа стапица ќе го мотивира да застане уште поцврсто на своите ставови во одбрана на македонскиот идентитет, а во тој случај ќе имаме и поголема сплотеност, а така сплотени нема да можат лесно да не прегазат. А излез секако ќе најдеме, затоа што од секоја ситуација има излез, но треба да знаат дека најголемата цена на крајот ќе ја платат тие и ќе ја плати унијата. Како што викале порано, со штит или на штит, ние немаме што да загубиме, ние загубивме 35 години, има луѓе кои што се родија 91 година, кои што сега имаат 34-35 години, кои што се што видеа од животот беа тие политички сплеткарења, ВМРО, СДС, ВМРО, ДУИ, 30 и кусур години. Време е тоа една власт да ги пресече, да ја пресече таа папочна врвца на нашето проклетство, на нашето вртење во круг. А до унијата, до бюрократите, можам да им порачам, доколку е, пак ќе кажам се ова точно, доколку е ова уште еден атак, последен и најголем би рекол врз нашиот идентитет, врз нашиот јазик, доколку е стварно исфрлен од извештајот, можам само да им порачам, вие сте завршиле со самите вас, вие практично си ја јадете сопствената опашка. И ќе завршите така како што ќе завршите, во немири, во бунтови, а може би и во војна, и ќе платите голема цена поради вашата фашизоидност. Чао, пријатно до гледање.